Ужицкиот основен суд има недостаток од судии. Празниците го наполнија детското оделение во Струга. Покренато обвинение против доктор Жан Митрев за измама. Со најавените и со останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Дневната максимална 8 степени Целзиусови над 800 метри надморска висина и слаби врнежи од снег. Во текот на ноќта кон среда ќе биде суво и студено. Утре над западна, централна, северна, северозападна Европа умерено облачно и нестабилно време од соврнежи од дожд и ветровито. Над Алпите, Скандинавија и североисточна Европа врнежи од снег. Дожд се очекува на крајниот југо-исток на Балканот, во останатите делови од Европа стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветер и свежо. Во крајните јужни и југозападни предели претежно сончево со локална облачност и потопло, максималните температури од 3 до 12 степени Целзиусови. Во Македонија во среда умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Во северозападните, западните и југозападните делови услови за локални врнежи од дожд над 800 метри проверување слаб снег. Минималните од -3 до +6, максималните од 3 до 12 степени Целзиусови во Македонија. Во Охрид во среда умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и ниски температури, минималната 1, дневната 6. Во четврток умерено облачно со сончеви периоди и свежо, минималната -2, дневната само 4, а во петок и сабота претежно сончево време со локална облачност, минималните температури -3, односно -2, а дневната 6, односно 9 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ресторан Далга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Утрово убиени десетина бездомни кучиња во Струга. Масовното убиство е направено со пушка, информираат активистите кои споделија вознемирувачко видео и бараат да биде пронајден и казнет сторителот. Општина Струга пред само неколку денови најави дека издвои пари за решавање на проблемот со уличните кучиња.
Масакр во Струга. Утрово убиени 10 бездомни кучиња. Активисти на социјалните мрежи објавија вознемирувачко видео на кое се гледаат безживотните крвави тела на повеќе кучиња натоварени на камион од комуналното предпријатие. Од Анима Мунди информираат дека масовното убиство е направено со пушка утрово. Оттаму испратија остра реакција, бараат надлежните итно да преземат мерки за пронаоѓање на сторителот. Апелираме до надлежните институции веднаш да ги преземат сите действија за сторителот да биде пронајден и кривично да одговара за ова масовно убиство. Никој нема за право да одзема нечи живот, никој нема право со пушка во раце да пролее невина крв, безмилосно да убие и да помине неказнето. Стои во реакцијата на Анима Мунди. Пред само неколку денови Струга конечно најави решавање на проблемот со уличните кучиња. После бројните реакции на граѓаните за преголемиот број кучиња низ Струшките улици и напади, Општината во буџетот предвиде финансиски средства за хуман третман. Кучињата скитници се уште еден додаден проблем со кој треба да се справуваме. Ние работаме во изнаоѓање на решение со тоа што навистина ние како локална самоуправа не можеме да се справиме со кучиња скитници. Затоа што и да направиме и центар за згрижување на кучиња скитници, кој може тоа да го издржи. Масовното убиство на уличните кучиња, од кои некои биле малски и домашни миленици, е пријавено во полиција, од каде бил извршен и увид. Проблемот со уличните кучиња во Струга се провлекува со години, последните месеци зачестија нападите врз граѓани, а општината исплатила милионски суми за одштети. Основен суд Охрид има недостаток од судии. Во моментов има 13 судии, а бројот на предмети расте. Состојбата во овој суд е слична со останатите во земјава. Особено се критични оставинските предмети кои ги работат нотарите како повереници на судот. Мал број има на судии и обвинители во земјава. Судовите работат во тежнати услови, претрупани со голем број предмети и мал број судии. Многу од судиите заминаа во пензија, а Академијата за суди годишно ја завршуваат 30 на судии. Осипувањето на судскиот кадар го доведува во сериозна криза правосудниот систем во земјава и ја намалува довербата на граѓаните во системот. Тоа е причина за доцење на предметите и за растење на незадоволството кај граѓаните од бавните постапки. Недостиг од судии има и во Охридскиот основен суд, информира председателот на судот Васил Батковски. Во моментов се ангажирани 13 судии, вклучувајќи го и председателот на судот кој доаѓа од редовите на Битолскиот апелационен суд. Во 2023 година од Охридскиот основен суд во пензија треба да заминат уште 20 судии, со што бројот ќе се сведе на 11 судии. Таа бројка ќе се одрази врз ефикасноста на работата на судот и во решавање на бројот на предметите. Од ден на ден се повеќе се зголемува бројот на нерешени предмети, вели Батковски. Правена е анализа од која се гледа дека во расчекор се бројот на пристигнати предмети и бројот на судии. Од Охридскиот основен суд најмногу предмети одат во апелација. Во Битола, исто така и апелационниот суд во Битола е препол со предмети. Нерешените предмети растат од година во година и нема начин како да се реши овој проблем, напоменува Батковски. Не поминаа предлог измените во законот за судии да се оди во пензија на 67 години наместо на 64 години, а нити предлозите стручните соработници да им помагаат на судиите во пишување на одлуките. Во Охрид сериозен проблем се оставинските предмети кои ги работат нотарите како повереници на судот. Во месец декември имало 1731 нерешени оставински предмети, вели председателот на судот. Поголем број на нерешени предмети има и кај прекршочните предмети. Новогодишните и божикните празници го наполнија детското оделение во Струга. Се прегледуваат над 100 пациенти дневно од целиот регион со вирусни инфекции, респираторни проблеми и настинки. Педиатрите од Струга се жалат дека се преоптоварени од работа. Родителите пак се жалат дека патуваат во Струга и чекаат долго за преглед. Бараат надлежните да изнајдат решение.
За време на празниците голем наплив на пациенти на детското оделение во Струга. Само за новогодишната ноќ 1 и 2 јануари имало околу 500 деца. Голем број пациенти, над 100 дневно имаше и за божикните празници. Најчесто вирусни инфекции, респираторни проблеми и настинки. Само 5 специјалисти педиатри се грижат за лекување на децата од целиот регион Охрид, Струга, Дебар и Ресен. Најактуелни се вирусите, меѓутоа и оние стари инфекции, значи сега овој респираторен синцитијален вирус, посебно ги напаѓа малите доенчина, одма слегува долу на белодробие, прајд бронхопневмонија, така да тие мора да се хоспитализираат. Детското оделение во Охрид повеќе од една година поради недостиг на педиатри работи само како дневна амбуланта. Лекарите од Струга се жалат дека се преоптоварени од работа, родителите пак се жалат дека патуваат во Струга и чекаат долго за преглед, бараат надлежните да изнајдат решение. Детското оделение работи 2 смени, меѓутоа ноќните смени не ги покриват, немаат кадар. И ние и луѓето ги сваќаат, значи немаат кадар. Не може двајца педиатри се во Охрид да држат нон-стоп дежурство. Последната најава од Министерството за здравство е дека е во тек решавање на проблемот. Наскоро 20 педиатри од земјава ќе дојдат да работат во Охридската болница. Поднесен обвинителен акт против физичко лице и обвинителен предлог против приватната клиника Жан Митрев за продолжено кривично дело измама, соопштија денеска од Скопското јавно обвинителство. Клиниката Жан Митрев пак соопшти дека целосно соработува со институциите затоа што нема што да крие. Основното јавно обвинителство Скопје покрена обвинителен акт против доктор Жан Митрев како физичко лице и против неговата болница како правно лице за кривично дело измама. За ова кривично дело предвидена е казна затвор од 1 до 10 години. Во текот на постапката првично оформена подопрен глас, јавниот обвинител обезбедил докази за подкрепа на основаните сомненија дека обвинетиот во периодот од јуни 2020 до јуни 2022 година со намера за правното лице приватна здравствена установа да прибави значителна противправна имотна корист со прикривање факти ги довел во заблуда оштетените пациенти лекувани во болницата од COVID-19 кај кои е извршена хемофилтрација и членови на нивните семејства, со што ги навел секој од нив да стори штета на својот имот во различни износи, а во вкупен износ од 97.461.600 денари, односно околу 1,6 милиони евра, соопштија од обвинителството. Обвинетиот на пациентите и во јавноста прикажувал дека методот хемофилтрација е одобрен да се применува и е ефикасен за лекување на COVID-19, при тоа користејќи ги приликите на здравствената криза предизвикана од пандемијата, велат од обвинителството. Се огласија од клиниката, се гледаме на суд е нашиот одговор на денешната одлука на основното јавно обвинителство да се гони доктор Жан Митрев за измама. Оваа лакардија од неосновани напади на суд ќе мора да се докаже, бидејќи вистината е дека ниту еден пациент не бил измамен и сите третмани и процеси во болницата биле јавни и транспарентни и во интерес на пациентите. Со тоа, на суд ќе падне и самото обвинение на основното јавно обвинителство, стои во соопштението од клиниката Жан Митрев. ИРЛ минатата година објави историја во која обелодени дека приватната болница Жан Митрев им наплаќала на пациенти високи суми на пари за хемофилтрација при лечење од COVID-19, а таа метода не била пријавена пред Агенцијата за лекови Малмет. Од оваа година повратот на данокот на додадена вредност од фискалните сметки наместо 1.800 денари ќе се зголеми на 2.100 денари. На предлог на Министерството за финансии, владата на 27 декември 2022 година го утврди текстот на предлог законот со кој се зголемува максималниот износ на поврат на ДДВ, што може да го добие едно физичко лице со скенирање на фискални сметки за едно тримесечје. Предлог законското решение е во собраниска процедура и ставено како 6-та точка на денешната 99-та пленарна седница. Законот се носи по скратена постапка. Правото на враќање на ДДВ се остварува за секое календарско тримесечје во кое е издадена фискалната сметка. Граѓаните со помош на апликацијата Мој ДДВ скенираат фискални сметки, а потоа добиваат поврат од 10% на данокот платен за странски производи и 20% за данокот платен за домашни производи. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Речи си да нема повеќе ѕидови во Соледара, земјата е покриена со руски трупови, изјави украинскиот председател Володомир Зеленски, додавајќи дека Бахмут и Соледар се држати покрај огромното уништување. Украинските власти, предводени од врховниот командант Валерий Залужни, предупредија дека Русија подготвува војници за нова голема офанзива против Украина, веројатно против главниот град Киев. Русија во последните денови се фокусираше на Соледар, доколку го заземе ќе може да ги опколи украинските сили во областа. Илјадници медицински сестри во две реномирани њујоршки болници стапија од вчера во штрајкот како се закучија преговорите по прашањата за платите и бројот на персоналот, што предизвика одложување на оперативни зафати и термини. Во штрајкот се вклучија повеќе од 7000 медицински сестри во медицинскиот центар Монтефиоре во Бронкс и болницата Маунт Синај на Менхетан, се наведува во соопштението на Сдруженијето на медицинските сестри на Американската сојузна држава Њујорк. Пандемијата на COVID-19 заедно со бројните случаи на респираторниот синцитиски вирус и сезоната на грипот го оптоварија здравствениот сектор во ненаселениот град во САД, создавајќи тензии меѓу медицинските сестри и работодавачите. Двете споменати болници во засебни писмени изјави објавија дека на медицинските сестри им понудиле зголемување на платите од 19%. Њујоршкиот градоначалник Ерик Адамс изјави дека тој и неговата администрација внимателно ја следат ситуацијата и дека градскиот здравствен систем ќе одговори на сите предизвици кои може да се појават поради прекинот на работата. Целиот град Монтесито во Американската сојузна држава Калифорнија заедно со околните области доби наредба да се евакуира поради поплавите од дожд кои ги потопија патиштата и предизвикаа надоаѓање на реките. Евакуацијата на 10.000 луѓе се случува на 5-тата годишнина од лизгањето на земјиштето во кој загинаа 23 луѓе кои уништија повеќе од 100 домови во оваа енклава на Пацификот. Монтесито, сместен меѓу брегот на океанот на високите планини, е град во кој живеат побогатите луѓе и познати луѓе како војводата и војводката од Сасекс. По должината на брегот издадени се наредби за евакуација на 32.000 лица од Санта Крус округот поради недојдените реки и потоци. Поголемиот дел од Калифорнија е зафатен од серија силни бури со обилни дождови, ветришта и вијулици. Ватикан повторно ја отвори истрагата за исчезнување на Емануела Орланди, италијанско девојче кој исчезна пред 40 години. Станува збор за 15-годишно девојче чие семејство живеело во ѕидините на Ватикан и во случај во кој е смешана Светата столица. Исчезнала на 22 јуни 83 година кога се враќала дома од час по флејта во Рим. Таткото на девојчето бил вработен во куќата на папата во Ватикан. Случајот покрена неколку теории, вклучително и дека Емануела била киднапирана од банда за да го оценува Ватикан да го ослободи Мехмет Али Акџа, затворен од 81 година по обид да го убие папата Јован Павле II. Во 2019 две гробници во Ватикан беа ексхумирани и повторно отворени по извештаите дека Емануела можеби е таму погребана, сепак не беа пронајдени човечки останки. Други теории го поврзуваат исчезнувањето на Емануела со финансиски скандали во Ватикан, секс синџир управуван од Ватиканската полиција и криминалното подземје на Рим. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.